инструкторката по јога. Секоја среда наутро е време за јога. Кога сакам да постигнам нешто, го планирам. Во спротивно знам дека нема да се случи. Здравствениот проблем ме одведе во јогата и вежбам јога последните 20 години. Обично така е, најскапоцените дарови не доаѓаат убаво завиткани со пандалки. Затоа тие скапоцени дарови често завршуваат во корпата. Практикувањето јога постои веќе илјадници години. Те смирува, приземјува, те подигнува и те опушта. Ништо не е оставено на случајноста во оваа посебна филозофија на животот. На секоја сесија учиме по нешто ново. На денешниот час, жената до мене не ја направи правилната позиција. Ја почекав реакцијата на нашата инструкторка, односно недостатокот на нејзината реакција. Во право бев. Реши да не се меша, за жената да може самата да се поправи. Се поправи. На крајот од часот поразговаравме за тоа. Секогаш зборуваме за такви работи и тогаш почнува вистинската лекција. Нашата инструкторка ни рече дека поправањето не се препорачува. Мудро го одбегна зборот грешка. Некаде слушнав дека зборот грешка е грешка. Секако вид поправка или вмешување во нечи живот, заклучи таа е облик на насилство. Особено кога тоа не е побарано од нас. Често се мешаме во животите на луѓето, на нашите деца, на нашите партнери и на нашите колеги. Имаме мислење за се, без да бидеме соодветно информирани. Критикуваме и нудиме решение без да ни ги побараат, како да минувате покрај продавница со зеленчук и продавачот ви тутне кеса со банани, а потоа ви наплаќа за нив. На крај, сите имаат своји цели, вредности и приоритети. Тоа е нивниот живот. Пред неколку години имав прекрасно искуство. Беше вечер и се возев со такси на пат кон аеродромот. Задоволен бев. Тоа беше еден од најлесните периоди во мојот живот. Седев на задното седиште и ги правев вежбите за дишење. Водржаниот водач не ме прекинуваше, се до еден миг, кога веќе не можеше да издржи и рече: човеку, те гледам во ретровизорот како брефташ. Кој знае ни што поминуваш кутриот ти? Прснав во смеа, а потоа му објаснив што правам. На крајот и двајцата се смеевме, дури и денес, кога ќе се присетам на настанот, ми доаѓа да се смеам. Се надевам дека си добро, каде и да си.